Министре, дали во владата се размислува како и дали Македонија треба да се постави на новите услови во регионот? Тука пред се мислам на се позачестените изјави дека можеби не е најсретно, меѓутоа е решение Косово да биде поделено. Јас мислам дека решението ќе зависи од согласноста на двете страни, директно вклучени во тој спор. Тие две страни се Приштина и Белград, кои имаат олеснувачи во тој процес на разговори, а тоа е тројката која го има сега тој мандат. Затоа Македонија е среќна што не е, ниту ќе биде дел од овој проблем, а од наша страна позицијата останува непроменета. Прво сметаме колку побрзо ќе се донесе решение за финалниот статус на Косово, без намера да се мешаме, толку подобро. И второ, сметаме дека статус квото не е решение. Затоа ги охрабруваме и меѓународната заедница и го оценивме позитивно планот на Ахтисари како една добра основа со добри принципи за пристапување кон конечно решение. Нели би требало да се разгледува одредена варијанта, иако секако не посакувана, во тој крајен случај, во такво едно сценарио, Македонија како треба да се постави, бидејќи можни се не се исклучуваат во таков случај да има, во случај на поделба на Косово, да има и насилства, прелевање на конфликт и така натаму. Јас мислам дека прстенот на потенцијални жаришта и насилства и конфликти, ако го споредиме денес со оно од 91 кој се протегаше од Словенија до Албанија, Македонија, па можеби и Романија заради некои малцински прашања, денес е стеснет ексклузивно на регионот Приштина-Белград. Така што и да се случува, Македонија има доволно сила, капацитет, поддршка и регионална структура за да ја задржи својата унитарност, стабилност и да ја произведува и во самиот регион. Затоа сметам дека треба да покажеме едно чувство на основа за оптимизам, дека оваа држава е создадена не од вчера за утре, туку е создадена пред столетие и за столетија. Ако пред неколку години славевме 100 години Илинден, бидете сигурни дека за 40 на години ќе славиме 100 години Асном, а после тоа доаѓаат и 100 години од референдумот за независност. Тоа се темелите на македонската држава и најголемиот капитал е довербата и силата што граѓаните ја даваат на оваа држава и што се убедени во незиниот успех, а и ние како влада. Велите Македонија не е ниту дел од проблемот, ниту дел од решението за Косово. Председател Црнковски вели дека тоа е така, меѓутоа и таа мала снага што има Македонија да изврши влијание треба да биде против евентуалната поделба на Косово. Со партнерите во меѓународната заедница и стојат и некакви механизми на Македонија тоа да го спречи и да продолжи имплементирањето на поинакви планови со попозитивно сценарио. Ние токму затоа се заложивме за поддршка на планот на господинот Ахтисари, бидејќи имаше три принципи, кои мислам дека и денес остануваат фундаментални и ќе продолжат да бидат основа за конечното решение. Тоа е првиот принцип не враќање на состојбата пред 99-та, вториот не анексирање кон било која соседна држава или територија и третиот принцип на неподелба во однос на косовското прашање. Тоа е позицијата која ние како држава сосед секогаш ја презентираме. Ние ја немаме силата да одлучиме за финалниот статус на Косово, но нашиот збор како сосед тежи. И сметам дека е добро вреднувано од страна на меѓународната заедница. Шефот на државата најави дека косовското прашање во овие услови, како што сега се споменува и евентуална поделба е доста значајно за Македонија, најави и седница на Советот за безбедност. Дали може да се очекува од тука да произлезе некаков, ако не нов курс, тогаш секако можеби некој евентуален поинаков пристап на условите на терена? Па мислам дека ќе треба да ги согледаме сите нови информации и развој на страните. Добра е иницијативата за свикување на Совет за национална безбедност, затоа што тоа е сепак тело кое располага со капацитет за една добра анализа. Втората добра страна е што во однос на надворешно политичките приоритети кои за сега Македонија сите институции имаат помалку или повеќе еден добар и усогласен став, иако можеби ова иницијатива за Совет за безбедност требаше да дојде некој ден порано. Кога зборуваме за регионот, не може да се скокне прашањето за предвремените избори во Грција на 16 септември. Таа одлука е донесена вчера. Има две размислувања според одредени анализи дека тоа може би од една страна да и година Македонија во процесот за разговори за името, бидејќи новата влада во Атина би имала полежерна позиција, не притисната од предизборната атмосфера. Втората е дека Македонија од друга страна можеби ќе се најде притисната со еден нов предлог на медијаторот Нимиц, можеби неприфатлив, само неколку месеци пред клучниот самит на НАТО во Букурешт. Има тука неколку моменти. Првиот момент е што за време на изборни кампањи имаме еден джентлменски договор, прашањето да не се отвара и да не се водат тие разговори кои
Грција ги има во однос на нашето име. Вториот елемент е тоа што Грција очекуваме после изборите или пред изборите да именува свој специјален представник за разговори околу разликите кои тие ги имаат со нашето име, затоа што во моментов постои еден вакуум, немаат именуван представник. И трето, ние остануваме обврзани на тој процес, каде што мандатот го има господинот Немец, имаме блиска соработка со него и секако дека ќе го дадеме својот придонес, внимавајќи на оние црвени линии кои ја ограничуваат македонската позиција при настапот по ова прашање. Добива или Македонија можеби нешто да загуби со предвремените избори? Мислам дека тоа зависи од составот на новата грчка влада. Ќе видиме кој пристап ќе го имаат, која ќе биде водечката политичка сила и кој ќе биде нивниот курс. Во предизборието очекуваме дека делот во однос на спорот за името кој тие го имаат со нас да стане поатрактивно за одредени политичари и на некој начин да биде прашање за домашна употреба. И тоа сум го навел неколку пати, сметам дека спорот кој Грција го има со нашето уставно име се повеќе се покажува дека е внатрешно политичко прашање на Грција, отколку нивно надворешно или меѓународно политичко прашање, иако сакаат да го постават на таа сцена.